Што сготвивте денеска за ручек? Овој оброк е главен оброк во Македонија, а граѓаните се задоволни од сопствената телесна тежина. Ова накратко се резултатите од последното истражување на пазарот спроведено од ГФК групацијата, водачка меѓународна компанија за истражување на пазарот. Од истото се заклучува и дека македонците не практикуваат посебен режим на исхрана. Тие се задоволни од својата телесна тежина, односно 55% се изјасниле дека сакаат да ја задржат моменталната тежина. Од посебните режими на исхрана, истражувањето открива дека кај граѓаните најзастапен режим е постот. Специјалниот режим на исхрана не е на приоритетната листа, односно 60% од испитаниците се изјасниле дека не практикуваат посебен режим. 3/4 од истите се изјасниле дека ручекот представува главен оброк во текот на работната недела, а и за време на викендот, што е во пораст во однос на 2009 година, додека забележано е опаѓање на процентот на граѓаните кај кои доручекот е главен оброк. Од испитаниците, 69% се изјасниле дека секогаш јадат заедно со другите членови кога се дома, што е во пораст во однос на 2009 година. Истражувањето се спроведува континуирано секоја година во април на репрезентативен примерок од 1000 испитаници. Од секогаш, еден од главните обележја на балканскиот менталитет е храната и дебелината. Се уште кај балканските земји постои овој менталитет, да се стави плюс храна во уста. Според моменталната состојба пак, македончето утепано и на диета. Сега веќе со енормно поскапените цени, нема пари за многу луксус, но сепак, желбата секогаш последна умира. Ручекот мора да се сготви, па макар и со масло од 100 денари, или пак благо со шеќер од 60 денари. Со овој податок може да се оправда и податокот што, кај поголемиот дел од граѓаните, популарен е постот, не само за време на Великден, туку и за време на целата година.